Нам ни следи разговор според програмата со Дејан Андоновиќ, колегата кој што редовно го анализира светот, меѓутоа и регионот секако. Дејан, добро утро, доколку веќе те имаме, така е? Добро утро, Чаловски. Од она што видов како информација од светот дека, ајде и нешто што трае, дека Трамп нема така лесно да ја напушти Белата куќа. Што се случува во Америка? Па тоа дека нема лесно да ја напушти Белата куќа, дека ми се чини историски за прв пат еден претседател во заминување одбива да замине и да му дозволи на наследникот кој на редовни претседателски избори легално победил, можеби прв пат во историјата или во поновата историја на САД, и малку ми заличува на некои балкански случувања, ако се земе во предвид дека на Балканот и во овој регион каде што сме ние, е тоа пракса да не се честита никогаш победата, освен што Трамп одбива дели да мирно да се повлече на 20 јануари да ја примопредава својата 4-годишен мандат на неговиот наследник Џозеф Бајден. Тој некако успева Републиканската партија која го номинираше пред 4 години и да ја расцепи, имено има иницијатива да ја оспори победата на Џозеф Бајден на многу различни сценарија, меѓу кои еве вчера протече една скандалозна аудио снимка објавена од Вашингтон Пост, каде што тој разговара со државниот секретар за Џорџија, републиканецот Бред Рафенсбергер, каде што го убедува дека мора по секоја цена да најде плюс 12.000 гласови за да добие изборна победа во Џорџија. Ќе потсетам, Џорџија е една од државите каде што според проценките Трамп имаше сигурна победа, но загуби на претседателските избори, која носеше 6 или 7 електорски гласови, и Трамп, за да си го заштити своето достоинство, очекуваше дека во Џорџија ќе победи, но за жал загуби според официјалните информации. А таа аудио снимка покажува дека Трамп се обидувал на нечесен начин да се стекне со гласови и така да успее да ги принуди изборните власти во САД дека изборите не се завршени. Оваа аудио снимка протече, нов скандал, се разбира Белата куќа, односно Трамп, за сега не се произнесе околу оваа аудио снимка, само вели дека има изборен резултат и дека по секоја цена ќе го спречи примопредавањето на власта. Она што сакам да го кажам, што го зборувавме во претходните утрински брифинзи, е дека за 6 јануари Трамп и дел од Републиканската партија, би рекол, се обидуваат по секоја цена да го оспорат резултатот, да го спречат Џозеф Бајден и најавуваат масовни протести на улиците на Вашингтон. Тој дури рече и дека самиот ќе излезе на тие протести. Ќе потсетам, претходните протести кои беа на 12 декември беа малку и насилни, ако се земе во предвид дека на овие избори најголем удел во протестирањето против победата на Бајден има токму екстремните десничари кои се судрија со полицијата, имаше повредени и уапсени лица. Она што исто така вреди да се каже, а тоа е дека во саботата беше по 4-ти пат избрана демократката Ненси Пелоси за претседател на Представничкиот дом, на Конгресот, каде што и покрај некои надмудрувања и внатре во Демократската партија и негодувања поради нејзината долговечност, ке потсетам Ненси Пелоси од 2003 година на оваа функција, таа сепак е реизбрана, но она што се случува сега е дека во Конгресот и во Сенатот, каде што има мнозинство Републиканската партија, 12 сенатори се обидуваат да гласаат против изборот на Џозеф Бајден. Ќе потсетам, тие и да гласат не може да го сменат текот на победата на Бајден, но може да го пролонгираат, односно да ја пролонгираат инаугурацијата која е закажана за 20 јануари, кога и официјално Бајден ќе стапи на функција. Трамп по секоја цена пука се обидува да го спречи Бајден да влезе во Белата куќа. Она што се проценките дека и покрај сите негови обиди тој нема да успее. Но можеби ќе дојде до пролонгирање на инаугурацијата, што повторно ќе биде некој историски преседан, ако се земе во предвид дека барем ја колку што паметам, никогаш не се случило претседателот на САД да не стапи на функција на 20 јануари како што е по нивниот устав. Да, па и Бајден имаше изјава за која што рече дека ако треба и националната гарда ќе се вклучи, ама Трамп ќе ја напушти Белата куќа. Тоа сето би изгледало како дел од некаков си
холивудски филм, веројатно демократските вредности и стандарди и сите механизми ќе спречат нешто такво, нема да се дозволи нели до такво некое примопредавање. Сакам да прашам дали со оној период кога Доналд Трамп го следеше, па го снимаше, па го сликаше синот на Бајден, излегува ли некакви црни кампањи од тие материјали, освен она што е веќе познато во јавноста, Дејан? Па, ми се чини дека таа црна кампања против Хантер Бајден беше подготвувана целата измината година и некако не беше активирана во предизборната кампања. Ќе потсетам осомничениот син на Џозеф Бајден, Хантер Бајден, за проневерата и тргувањето со Украина. Дојде до судски процес, каде што судскиот процес треба да се одвива, но тој ќе биде одвоен од оно што се нарекува новиот претседател на САД, ако се земе во предвид дека неговиот син е сепак полнолетен, и се чини дека тој обид на републиканците пред се на Трамп и оние републиканци кои го поддржуваат не даде некој голем резултат. Повторно ќе кажам, ми се чини дека републиканската партија се соочува со два различни табора. Едниот дел од сенаторите кои се во Сенатот сакаат да ја признаат победата на Бајден и велат дека тој победи, да се реорганизираме за 4 години, повторно да излеземе на избори со нов кандидат. Од друга страна 12 сенатори кои го поддржуваат Доналд Трамп, предводени од гувернерот на Тексас Тед Круз, се обидуваат по секоја цена да ја оспорат победата на Бајден, а ми се чини дека се работи за судир внатре во влијание кој ќе биде во наредните 4 години челник во таа републиканска партија и кој потоа ќе може да излезе со свој некои персонални решенија за трката за идниот претседател на САД. Во секој случај, Чаловски, интересни работи се случуваат, особено ако се земе во предвид дека Соединетите американски држави се центарот на политичката и воената, па и економската моќ во светот, па од таму кој ќе седне во Белата куќа и колку побрзо ќе седне првиот човек во Белата куќа, толку побрзо некои процеси во светот ќе почнат да си добиваат некој тек, па конечно и околу оваа пандемија на коронавирусот, бидејќи кога ќе имате цврста власт во една од најсилните држави во светот, ќе можете и по делотворно да делувате во борбата против пандемијата. Оно што е интересно е дека од 1 јануари Британија официјално веќе не е во Европската унија, што па дополнително прави еден друг проблем, ако се земе во предвид дека сега Европската унија се реорганизира, Велика Британија е засебна единка, иако е голема држава и поранешна империја, сепак осамена. Соединетите американски држави, можам слободно да кажам дека и покрај силните институции, сепак на некој начин е се уште обезглавена, доколку продолжат овие иницијативи на Трамп. Сето тоа ако го земеме во предвид, можеме само да констатираме дека како и претходната, така и оваа година на политички план ќе си изнагледаме се и се што. Увертирата е интересна, ако ништо друго, да. Па ќе видиме дали воопшто ќе биде интересна или можеби ќе попреми некој. Сега лошо е да се проценува песимизмот, но сепак се уште не гледам некаков баланс и прилагодување на одредени политички елити во светот кои би можеле да стабилизираат политички случувања на глобално ниво, ако се земе во предвид дека кога големите сили се бават сами со себе, регионалните и помалите сили се обидуваат да добијат нешто што не добиваат толку фокус. Да, Дејан Андоновиќ, ти благодарам секако за оваа анализа, да оставиме нешто да имаме и за утре секако, бидејќи го спомена овде и Брекзитот, интересно прашање со кое што може да се бавиме утре. Меѓу другото, секако ќе внимаваме што се случува во регионот и во светот и благодарам уште еднаш